Полиција, оружје, багери, публика. Почна уривањето на дивоградбата пред Мавровка. После повеќе од 2 месеци криенка се појави инвеститорот Мевлюдин Алити, кој сам си кажа дека е и собственик на дивоизградениот објект, иако изгледа дека само за општина Чаир и МВР, додека го водеше Нухиу, беше мистериозен. Алити не настапи спонтано. Пред новинарите застана со подготвен говор. Се му било легално, тврди и натаму. Чаирскиот градоначалник и полицијата тврди дека го знаеле и дека тој никогаш не бегал. Пред новинарите листаше документи дека сите давачки за објектот, што сега е мета на багерите, ги платил и легално го правел. Све знаеле, значи по еден портал градоначалникот најавил дека иде све окей. Алфа телевизија го имаше тоа покажано уште првиот ден кога дојде. Не се точни информациите дека не сум бил достапен за полицијата. Можете слободно да ги прашате дека првиот ден кога дојдоа, јас бев тука, им ги дадов документите за објектот од финансиски криминал. Само со комунали и такси на градот сум платил над 4,7 милиони денари за легализацијата. Најави вчера у 11:30 на вестниците да дојдат пред мојот објект, овие од 10 часот почна да ми го рушат. Нека руши државата како што е научена да руши секогаш. Да ми ги остави вработените без леп, мојата фамилија без леп и тоа е тоа. Кој има право тука ќе добие? Ако треба и во Страсбург ќе одам, да знаем. Шилегов прв го демантираше, иако скопскиот градоначалник се иззема од одговорност, уште кога новинарите почнаа да ја откриваат бетонската нелегална тврдина кај Мавровка, сега побрза да каже дека Алити не ги платил комуналиите. Алити беше непознат за МВР додека го водеше Агим Нухиу. Општината во тој период го бараше собственикот преку вестници за да ја урне дивоградбата. Не можеа да го најдат. Потоа пропаднаа уште 2 општински тендери за да се најде јунак фирма, што ќе го срамни со земја. Уривањето го прави Стара Македонија пат, а затоа треба да си наплати од општина Чаир. Во меѓувреме, како што се урива објектот кај Мавровка, така требаше да се решат уште неколку клучни нелегални објекти, за кои медиумите со месеци пишуваат, како тие на Матка, во Охрид и други локации. Тие молчешко мникнаа и функционираат.